Здраво живо, ова е Петочно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Дијана. Здраво, Панче. Како си? Так? Дијана, ти кажам, убаво, прекрасно, празник, првомајски. Вчера се испука, да речам, се купија сите потребни работи за скарите, ќумури, сите работи и денеска одмараме. А ја и ти, некој одмара, некој пишува, Марина учи, она со незините студии, не ќе оставиме малце да си поучи незиниот правен юристички факултет да си го тера. Така да, убаво, времето ни се погоди, верувам дека и кај тебе е убаво. Така да, оптимални услови да ја снимиме денеска 58-та епизода. Кај тебе како? Така, многу се радувам. Ние сме исто така подготвени да го прославиме 1 мај. Сите заедно и многу сум срекна што времето е баш многу убаво, инаку зимата беше малку долга и се пролонгираше, меѓутоа сега во Росток показно доаѓа пролета, односно показно доаѓа секоја сезона и сега е баш многу убаво. Епа, ти си на север таму. Кај нас, например, одамна, уште прошлата недела имаш убаво време, ама ваа недела, мислам, и стварно ни се погоди времево, така да ќе го уживаме без разлика кај сме и што сме и каде сме, ќе го уживаме првомајскиот празник. Но денеска верувам ќе биде темава интересна за сите, популарна. Ќе зборуваме за македонскиот јазик во Германија или па и да речеме како зборуваме дома во Германија, во смисла на тоа дека се дешаваат работи, примаме деца, па и самите ние како ни се дешава. Така да мислам дека тема ќе биде интересна, ќе опфатиме темата за Herkunftssprachето, поточно изучувањето на македонскиот јазик или на македонската во македонско училиште, во германските школи на македонски јазик. Значи на оние последни паралелки кои што веќе во дел од републиките или во голем број од градовите се отвараат и ќе се осврнеме исто така и на тоа како вие можете, доколку се соберете, договорите, направите иницијатива, се организирате во својот град, во својата школа, да си направите или да си организирате една паралелка, каде што децата ваши можат да учат македонски јазик во текот на неделата, мислам дека беа 2 или 3 часа. Дијана, како зборувате вие? Твојот случај, мислам дека е добар пример како се негува македонскиот јазик. Така, ти благодарам, Панче. Да, нашето семејство, мало семејство е на некој начин тројазично. Ние зборуваме македонски, германски и англиски. Секако дека овие 3 јазици не се со ист интензитет зборувани на некој начин, затоа што за едно мало дете кое што расте во двојазична или тројазична на некој начин средина, прв ќе биде јазикот кој што на државата во која што детето живее. И тогаш, кога нашето дете беше многу мало, ние посетивме еден курс за да знаеме како кога во иднина ќе порасне, како да му го донесеме секој својот јазик на некој начин. И експлицитно ни беше кажано дека секој родител треба да го зборува својот јазик и мене исто ми беше видно за моето дете да го знае неговиот мајчин јазик. И така, зборуваме македонски и германски. Македонски можам да кажам со некој помал интензитет, германски со да речам поголем вокабулар и англиски на некој начин. И значи, така, вие сте трилингуално семејство. Така. Трилингуално семејство. Аз верувам дека, да кажам ја од моја страна, мојата приказка да речем е така. Да, вие зборувате, ти зборуваш со својот сопруг, што викаме ние, мораш да зборуваш германски, бидејќи он е германец. Кај мене ситуацијата беше поинаква. Мојата сопруга беше македонка,
И се случи еден парадокс кај нас, што фактички ја бев тој германецот што почна уште во мали денови, да речам, да ја повеќе да ја комуницира целата ситуација германски, понекогаш доаѓавме и дори доаѓаме и денеска во ситуации кои ми кажа доста не збори германски, ми пукна главата од германскиот, збори малце македонски. Меѓутоа, факт е дека моите ќерки, да речем, се веќе возраст, едната 30, другата 23 години, така да исто и ти кога што кажа, исто и ние, на времето не одевме ние на посебна школа, меѓутоа кога почна децата да дојдат во градинка, беше советувано дека бидејќи прашавме и се информиравме како е за децата поедноставно. Истото прашање кој ти што е поедноставно, дали зборуваме македонски, дали зборуваме германски, или да најдеме некоја друга работа која што ќе ваквоето. И тоа што ни беше објаснато и така и тоа беше точно. Фактички до третата година ние со децата зборувавме македонски, дома зборувавме исклучително македонски. Оти секој што сето искуство или пред градинката и после со контакти во комши ова она, сите рекоа дека децата најлесно ќе научат јазик во градинка и во школа. Значи не е проблем доколку кога се мали им зборуваме ние македонски и со тоа деме као ќе нема да го научат или пак ако учат само германски ќе го заборат македонскиот. А за моите две деца или моите две ќерки се да речам жив пример. Сега пак речам не го познаваат они јазикот како мајчин, не можам да го речем, меѓутоа они нити оделе на школа, нити посетувале некакви курсови македонски, меѓутоа од нас двајцата како родители и тоа јас секогаш апелирам и секогаш кажувам дека школото може да биде паралелката, и овие паралелки сега што за кои што понатам покасно ќе зборуваме како што и ова она се организираат и се отворени, придонесуваат целото тоа да се развие или да остане. Меѓутоа основниот стожер или основата на македонскиот јазик на децата кои што се тука треба да дадат родителите. Бидејќи доколку родителите цел време зборуваат некој друг јазик или германски или она, јасно е дека детето нема, бидејќи детето нема контакт со македонци, детето не е доле пораснато, детето не е доле школувано, како да речам ние. Јас сум пак сепак 25 години сум тука, колку и да зборувам германски, сепак македонскиот јазик си го знам. Да, за тука не остана или кириличното писмо. Но пак ќе речам, ќерките мои да знаат да се разберат, може да одговорат. Запишувањето малце е полесно, имаат кибртки, ама во глобала, кога ќе отидат во Македонија, зборуваат на македонски. Сега верувам сега малце на времето кога одевме или кога одим денеска веќе се големи, меѓутоа на времето да имаше подсмевање, тоа морам да признаам дека кога ќе почнат да зборуваат со некој си да речам акцент кој што не прилагодува на македонскиот, бидејќи пак ќе речам децата се тука пораснати. И тука малци имавме конфликти со самите они, измеѓу себе, сега ќе ми се смеат или ова она, но пак повторно ќе речем ние како родители ги поддржувавме сето тоа да го уз некоја шала, уз некоја игра, да го учат или да го негуваат македонскиот јазик, барем кога, да речем, бидејќи се наоѓаа во ситуација кога беа ки баба им ки дедо ми, например, ки моите родители, кои што моите родители не знаеле никогаш германски нити учеле. И тоа беше свесно дека и самите деца сакаат да знаат за да можат на баба им дедо ми да направи палачинка, да кажат. Зборот палачинка беше денески се смееме кога ќе речеме палачинка и паѓаат од смеа, ја на баба палачинка, на баба палачинката, ама ако не знаеш да ти кажеш палачинка, баба ти немаше да ти направи палачинка, нити пишија, нити или други некои работи ако не си побараш. Не? Или па да речеш ми се оди во веце или тие работи, че основните работи децата сме им ги давале ние како родители, значи не сме очекувале ние дека школото, а и тоа на времето го немаше тука. Значи ние децата мои се од градинка германски, а македонското дома. Сега е сосем друга ситуација, тука малце има некои олеснување, за кои што можеш ти да кажеш, бидејќи ти си по-нова. Така. Значи приоритет е најдобро да не се жртвува ниту еден јазик, па и без разлика дали е бракот мешан или не е, односно секој родител да го зборува својот јазик, а имајчиниот да биде тука некаде. Сега доаѓаат многу македонци и она што минатиот пат беше прашање од моја страна колку вкупно, дали имаме некоја статистика, колку македонци според некои извори со македонски пасоши во Германија има околу 117.000 македонци. Она што го истражував и го видовме е дека во Германија постојат паралелки, односно не се тоа класични паралелки како редовно училиште, туку
освен во еден град, и ќе зборуваме малку подоцна за тоа. Постојат паралелки за дополнителна настава која што се случува еднаш до 2 пати неделно и таа е таа настава што доаѓа како Herkunftssprache. И во градови како во поголемите градови, нормално Берлин, Франкфурт, Штутгарт, Минхен, и последните информации за град близу до Хановер, мислам дека Хановер беше така. Хановер, Хановер, Лајцен, така, точно. И што е потребно за да се отвори една таква паралелка? Значи, она што спомна и ти на почетокот, минимум околу 10 деца на возраст од 6 до 16 години, барем таква информација стои во Министерството за иселеништво, од 6 до 16 години, и може, значи, да се пријават дечињата во најблискиот град, и доколку има 10 заинтересирани дечиња, да се отвори една официјална паралелка на македонски јазик. Она што јас и ти зборувавме претходно околу тоа, постои една иницијатива, односно веќе не е иницијатива, туку е акција за отворање на официјална македонска паралелка во Кобленц. Да. И таа е веќе, да речем, е веќе во тек, не само ваквоето, туку е направена веќе, таа паралелка постои, таа паралелка функционира. Значи, како што рече ти, да, минимум 10 деца, толку може да се договорите, може да се... Тоа не е никаква петиција, тоа е едноставно барање. Децата на возраст од 6 до 16 години, значи тоа тука не дека е до секундарштуфе цвај, значи не дека до 10-то одделение, оти после во гимназијата веќе таа паралелка нема да функционира или не може да функционира. Исто така што треба да наповенеме е и доста интересната ситуација со оценката. Поточно, да, секоја настава тука во Германија се оценува, и сигурно дека голем број од служителите или родителите ги интересира тоа, да, окей, децата одат на школа, посетуваат некоја настава, и дали таа оценка влие, поточно дали влегува во тежината на свидетелството. Постојат случаеви, и тоа е зависно се од републиката, поточно од школото, дали таа оценка како, да речем, дополнителна настава или како Herkunftssprache ќе се класифицира како трет јазик во школото, прибидејќи, еве конкретно во мојот пример, во школото каде што учеа ќерките, главниот јазик беше германскиот, втори јазик беше англискиот, трети јазик беше францускиот, и дополнителен јазик имаше шпански. Децата можеа, значи тоа фактички беше, шпанскиот беше како факултативна настава. Сега шпанскиот како факултативна настава не можеше, например, да замени друга оценка. Оти обично, кога, например, некој, да речем, имате послаба оценка во некој друг јазик или во некој друг предмет, можете со некој дополнителен предмет да ја негирате или да ја израмните таа слаба оценка, доколку имате појака оценка во тој, да речем, дополнителен фах. Затоа, доколку сте заинтересирани за тоа, најдобро е да се информирате во школото или во Министерството за образование на покрајината каде што сакате да се организирате, и они точно ќе ви одговорат дали во таа, да речем, тој дополнителен јазик или таа Herkunftssprache ќе влезе во оценката или влегува во свидетелството како оценка за подобрување или за полошување на свидетелството. Оти, речем, секој предмет си носи своја тежина, секоја тежина се оценува, и прашањето на крајот е дали таа оценка ќе влезе на крајот на краиштата од во крајната оценка на крајот од годината. Исто така, доколку сакате да се организирате, пожелно е да ја контактирате секако и амбасадата во Бон, која што е поврзана со Бирото за иселеништво во Македонија, и каде што може да ви дадат конкретни
упатства и наоди како понатаму, привидејќи отварањето на паралелка не е само окей ќе подпишеме ние 10 дужи, ами тие 10 дужи треба некој учителка да има. Ја од тоа сето тоа оди ваквоето. Исто така, скоро во секоја покрајна, каде што се негува тој дополнителен јазик или таа Herkunftssprache, постојат формулари каде што можат тие формулари, да речем 10 фамилии или 10 родители, да ги скопираат, да ги подпишат со име, презиме на дете, возраст, која класа се, каја класа се и да поднесат во школото. Значи тие барања се поднесуваат во школото, така мислам дека Дијана. Во школото. Мислам дека се поднесуваат во школото и нормално преку амбасадата и Министерството за иселеништво е тука за посредување, односно за подпомагање на самиот процес. Точно. И што е многу битно, доколку сакате за наредната година или за, да речем, за оваа година е веќе поминато, за следната година рокот за запишување е до 18 септември 2026 година. Значи до 18 септември може да се пријавите. Тоа барем е овде на официјалната страна на Хесен, толку во Хесен. Мислам дека ако во Хесен е тоа така, би требало и да биде на национален јав. И треба да се знае дека пријавувањето е само за една учебна година. Значи не значи тоа дека ако оваа година децата посетувале паралелка, дека и до година ќе посетуваат. Ами тоа треба, на пример, секоја година да се поднесува, најверојатно дека ново барање треба да се поднесе. Оти тука стои, на пример, на Хесен стои дека пријавувањето важи само за една учебна година. Оти може да се деси следната година, на пример, тие деца што се 9-10 да испаднат од школото и водеднаш да се појават, на пример, 8 или 7 деца да останат. И во тој момент, доколку бројот на децата е под 10, паралелката се укинува. Значи, и тоа треба да се запази. Исто така е веројатно да се запази, значи во која покрајна кога почнува учебната година, нели не започнуваат во сите покрајни, не започнува учебната година во сите покрајни во исто време. Така да најдобро исто така да се слушателите, да речам, или заинтересираните да се здобиат со вакви информации кога почнува годината и кога тие можат да се приклучат фактички на иницијативата за изучување на мајчиниот, во конкретен случај, македонскиот јазик. Уште еден интересен факт, постои онлайн курс по македонски јазик за странци и оваа година во понудата на Volkshochschule Düsseldorf. И тоа за мене беше еден многу интересен факт. Македонскиот е светски јазик. Македонскиот е изучуван јазик. И тоа значи дека се поголем, постои нормално поголема заинтересираност, веројатно поради фактот на мешани бракови, исто така поради фактот на деца кои што доаѓаат од двојазично или тројазично семејство. И добро, може и вакво е со целата економска ситуација, може би луѓето имат доста фирми што експандираат и на територијата на Македонија, така да им е потребно знаење од таков јазик. И да, може да се користат преведувачи и сите работи кои што ги има во Македонија, Боже мој, ама сепак доколку имате некои основни познавања на јазикот во кој што знаете, тоа е исто, например, зошто, например, германците учат и втори јазик англиски. Учат за да издаат, кој ќе отидат на друго место, да се разберат на англиски таму. Дали било за бизнис работи, дали било да се снајдеш у друга држава, привидејќи тоа е основната цел. Ја не верувам дека германците учат англиски и ги сакаат многу англичаните или го сакаат многу англискиот јазик. Учат англиски привидејќи тоа е фактички службен јазик во секоја втора држава у светов. Така да за тоа се учи тој, например, на глобално ниво. Ама сега ако гледаме на некој микро ниво, ако некоја фирма сака, може да рече, окей, ќе направам некој брзи курс, барем да се разберам, например, на основно ниво. И ете ти го понуда у Volkshochschule Düsseldorf ќе се научите, ќе си научиш македонски, па и, например, некој македонски живејќи. Само се навратам на воа за деца, например, најдов, сега баш за во Хесен, например, најдов дека на барањето за кој ќе барате, например, да се основа паралелка, и верувам дека и во другите покрајни може би е тоа така, треба да пишете дали сакате оценката да биде внесена во свидетелството.
Значи, постои таква можност директно во старт да си кажете дали, например, оценката на јазикот на земјата од потеклото да биде внесена во свидетелството. И чим се внесува во свидетелството, таа има удел, влие на просечната оценка на ученикот. Прибедејќи ако добиете оценка, да речеме единица, да речеме единиците се во Германија петките, македонски, тоа можеме да напоменеме, или треба да знаат некои, оти многу ќе речат, кога живеевме на градото, што напри баба ти кој ги прашуваше ќерките му, како дете, како нашко баба сите единици, мисли, како бе единици сите? Баба сите единици. Тебе што стара работа детето вика единици. Викам, ќути, единичари сме ние тука, ама добро е што сме тука единичари, оти тука единицата има што сосем друго подруго, знаеш, значи има тука и тој е инаков, тој е еден момент на пример што и за мене беше интересен кога дов тука, единица е супер, двојката, окей. И така натаму шеската тапа. А кај нас на пример обратно. Кај нас единицата е единица. Си добил, не? Тоа беше така исто. Така да и тоа е, на пример, момент, треба да внимавате, значи кога поднесувате парањето, најверојатно треба да си пишете дека сакате оценката да ви биде во свидетелството и во тој момент може да влие на целиот просечен успех на учениците. А сега, на пример, вака од неутрална страна, што мислиш ти? Какво, на пример, да речеш, јас сум, да речем, не сум мешан брак. А ја мислам дека децата, по моје мислење, јазикот треба првен да го научат, да го совладаат на земјата каде што се. Па и ние самите. Од пајдерче, македонскиот или тој мајчиниот јазик не верувам дека ќе го заборави. Колку и да не го зборува. Што мислиш ти? Па мислам дека, а и тоа е научно докажано, односно со факти, дека децата, без разлика дали се од мешан брак или не, секогаш приоритет ќе дадат на јазикот кој што се зборува во земјата и каде што живеат. И кога првпат го слушнав тоа, искрено не ми беше баш многу така мило. Меѓутоа фактот е дека, значи детето оди во градинка, утре ќе се школува во државата, во конкретниот случај Германија, така да колку и да јас, например, на некој начин сакам да го доближам до него македонскиот јазик како прв или како втори јазик, сепак самиот факт што нашето дете не живее во Македонија, ќе има некои недостатоци, туку ќе има некој поскратен спектар на изразување на некој начин. Македонскиот јазик има многу турцизми, јас на некој начин се обидувам да зборувам литературен јазик, така да тоа што ние сме растеле таму и нашите следни генерации кои што растат во друга земја секако нема да ја имаат таа комплетна слика на па и афоризми, турцизми и останати, да речам, како да ги наречам, debris од јазикот, остатоци некои од одредена хајџен јазик, можеби тие секако дека нема да ги запазат нашите деца, меѓутоа науката вели дека колку повеќе јазици се зборуваат во раното детство, толку повеќе се ствара или се создава таа пластичност во главата кај децата и може паралелно да усвојат 2-3 јазици не со ист интензитет, меѓутоа да ги зборуваат, со тоа што когнитивните придобивки се зголемуваат, подобрено внимание, поголема способност за решавање проблеми и секако детето да нема конфузија со кој родител кој јазик го зборува или каде го зборува кој јазик. Можеби на старт тоа ќе биде еден побавен процес, меѓутоа на подолгорочно тоа се исплати на некој начин. И но ако видиш, ако размислиш, например, дека децава, например, кога се раѓаат, ние секогаш размислуваме, например, тоа децата, мозокот им е празен. Ја секогаш викам децата, и тоа е тико што рече научно докажано дека мозокот со колку повеќе се развива, колку повеќе се надвине, толку повеќе се брчка. Кога се раѓаат децата, мозокот им е рамен. И со текот на времето почнуваат брчките и сето тоа ја за тоа викам, например, ти што го кажа тоа. 3 години децата зборува ваквото рече го македонски. Ама од првиот ден од кога отиде у градинка, се враќа назад
и ми зборува тука германски. Значи, а до вчера, например, дома 24/7 зборувале македонски. Оди таму со децата, првото, и мочне да 315 циркузи ми кажа се на германски. Дете од 3 години. До вчера, до вчера, до 3 години не сме ги учили. Не ми го надонесе, зборувало македонски дом. Оди се враќа од градинка и ми почна ми шлапа германски. Викам, еве што била работата. Значи, паѓаш, ти кој рече, контактот, ваквото, да, и еве ден денеска тоа што го кажат и турцизми, ние од дому потребуваме те пинџу, те ајвар, те таана, алва, ваму, таму, и некои работи се смеат, неинтересни тие зборови им се интересни од и така ги изговараме, например, че тоа, па вика што е тоа, па како е, и после тоа, ја, таа патличен, домат ние, патличен, повелешки патличен. Случајно тоа прво патличен, како патличен? Да? Али кој ќе речеме, например, језве, кафе, кафе и джезве и филџан, например, исто така е. Филџанче. Ja. А што ми текна? Ја тоа сакав преска кога се правиме, кога се имате ли учители, мислам, не зборувате ли вие мацо германиш дома? Зборуваме, да. Понекогаш е многу смешна ситуација, понекогаш сопругот мој исто така го изучува македонскиот јазик и мислам не во Дизелдорф, меѓутоа земаше часови со приватен професор на македонски и понекогаш тоа мешањето се случува на сите. Така понекогаш едноставно не ни текнува, значи на конкретниот збор дали е македонски или англиски, тогаш настанува некое такво мешкање на некој начин и така изгледа понекогаш многу смешно, понекогаш македонскиот јазик наспроти германскиот и нема баш соодветни зборови. Знаеме дека германскиот е многу прецизен јазик, например хандшуе или описен и прецизен, а за македонскиот, во македонскиот јазик понекогаш фалат некои одредени зборови и тука доаѓа тој, да речам, недостаток на некој начин. Или... ја морам да признам дека ние се зборуваме дома, се зборуваме мацо германиш. Значи, кажеш да слушнеш, оди пушти ја шпилмашината, а отиди до келерот, де пушти ваш машината, значи со членување, таа дори со членување сме ние. Ја почнеме ние такви работи, сме на високо македонско германски мацо германиш шпраха сме ние со членување, со сите тие работи сме и се смееме. Ја тоа е нормално паѓам и башка и што имам снаите ми се германки, например, на шуревците се германки. И се смееме и они се ги научија тие, оди пушти ја шпилмашината и знаат што е, кој шпилмашината и знаат што е работа. Па и Македонија, кога ќе идеме и Македонија сме така, не викаме ние пушти машината за садови, пушти шпилмашината таму тоа ајде. Како ето. Да? На некој начин можеби е полезно за изразување така машината за садови отколку шпилмашината, така многу машината за садови. Да, или ајде доли со келерот таму. То душа келерот, кога се сеќавам вака дедо ми, многу често дедо ми го употребуваше за подрум зборот келер. И размислувам дали тоа му е остаток од и може нешто. Кога бил на печалба или како викале тоа керка ваму, нели за което те зантаните таму ги ставале пустеле што е керкари ваму таму и тие некои работи сме ги учеле ние по у литература, ваму некои тие работи се употребувале некои писатели доаѓале тие зборови вакви и сега иднаш до тоа келер, што би да работело. Да. Азо. Зборувате. Интересна ситуација. Ја, паѓаржам. Битно е да основното на целото е тоа да не се ставате многу секираци за тоа дали децата ќе го научат или нема да го научат јазикот. Ако вие зборувате македонски, децата ќе зборуваат македонски, ќе речеме некој вие зборувате македонски, децата ќе зборуваат германски. Може и тоа да се деси, ама ако вие зборувате дома македонски, поголемиот дел од времето, верувајте дека децата тоа ќе го научат.
Не мора да значи дека ако пратите детето 45 минути у македонска паралелка у било кој град или ако се има, паѓачам, се е во реду тоа. Тоа е супер, одлична иницијатива, одлични работи. Меѓутоа, ние како родители треба да бидеме, да речем, примери за тоа како се негува таа, да речем, таа култура, таа вакво е, па и со слушањето на нашиот подкаст, кој што е на македонски, мада имавме понекогаш размислување да правиме на германски, ама ќе останеме на македонскиот пакуето. Така да, ако ние зборуваме македонски, ќе зборуваат и они. Децата тука тие што, поготово тие што се новородени, тоа што тие што остануваат тука, ќе го учат македонскиот. Ама сепак, германскиот ќе биде тој јазик кој што ќе ги прати и понатаму. Бидејќи вие детето не може да има некој другарче. Не викам дека нема. И се дружиме сите, и со македонци, и со срби, и со албанци, и со сите се дружиме. Ние сме многу дружелюбив народ. Ама, кога ќе спаднете надвор, кога ќе отидете у продавница, сепак ви останува она гунтак, вирегене, етнзи. Така да, убаво е да си го негуваме јазикот, тоа е супер, и треба да го негуваме, не? Без разлика кај сме, и шо сме, и кој сме, и како сме, ама понекогаш реалитетот треба да му погледаме во очи и да му речеме, окей, тоа е тоа. Али, македонскиот си го сакаме, си го негуваме, затоа и ја направивме оваа емисија, која што можеби во кратки црти можеби на некој му даде идеја, можеби на некој му даде храброст, и приметувам понекогаш и се случува, се собираат луѓе и не може да се соберат за такво нешто. Не е страшно, ако сте група, фамилии, 10, 12, 13 и сакате вашите деца да учат во школото, можете да побарате. Германците не одобриле на никого. Тука доколку нешто побарал и доколку побарал во рамките на законската регулатива. А тоа е дозволено. Ете, Диана кажа, по кои покрајни јас, Хезен, постојат работи, Берлин, Франкфурт, Кобленц е примерот кој што многу луѓе го надуват, бидејќи во Кобленц надвори колку беше, Диана, ти ги најде, колку деца беа? 20... околу 25 дечиња беа во Кобленц. Цела паралелка се 25 деца. Сега треба да се подрудат и у Кобленц, например, да имаат нахфукс или, да речем, природ да има паралелка да се држи, бидејќи рековме толку децата испаднат од паралелката и долку децата бидат помалку од 10 души, тогаш може да се деси паралелката и да се укине, бидејќи они тоа го почитуваат дека една паралелка треба да биде минимум 10 деца. Над 10 деца не е проблем. Доколку сте организирани, повторно ти кажам, доколку имате интерес, целото тоа да го правите, 10 деца, барањата ги има во секоја покрајна, на порталот на Министерството или за образование на покрајната, како Herkunftssprache, тоа барање може да го копирате, да го поделите, да го подпишете, да го поднесете во школото, да се информирате, можеби пред тоа малце како организацијски до амбасадата, и потоа не стои ништо, напротив, патот отворен за да имате своја паралелка во местото во кое што живеете или во школото во кое што децата водат заедно, учат и се развиваат. Со Диана, како беше твојата прва епизода? Па, интересно морам да кажам сега. Морав малку да се подготвам на некој начин за епизодата. Сепак е ова сепак зборувавме за некои факти, односно споделивме информации кои што се од големо значење можеби за нас како македонци и за тоа што може интерес, исто така што може и како може да се направи. Од друга страна, како еден апел од мене, кога патуваме за Македонија, да купуваме македонски книги, македонска литература и да читаме на нашите деца, затоа што читањето секогаш отвара нови погледи, нови врати на некој начин и овозможува впивање на јазикот исто така многу полесно. Ние кога сме во Македонија, јас обично се враќам со пола куфер книги на македонски, детска литература нормално.
мада и за себе, меѓутоа и за себе. И така, понекогаш имаме ситуација кога детето бара од мене јас да му читам книга на германски, некогаш се трудам да не го правам тоа, меѓутоа обично се дефокусираме и пак останува да јас да читам литература на македонски, а таткото да чита литература на германски. Това е тоа. Дијана, супер беше за првото ватрено крштење твое. Марина ќе каже, она ќе не слуша сигурно, ќе ја даде својата оценка, па и од јуристичка страна, полега сега више трети или четврти семестар треба прашам кој не е, а важно не е бруцош више, не е више бруцош. Ја помина тоа во твоето. Ја, драги наши, имате убав првомајски викенд. Некој повторно ќе работи утре, некој ќе ужива, ќе има продолжен викенд, кој го зашо учели, јас секогаш така викам. Ја. Со ви пожелуваме пријатен викенд, убав викенд и тоа е тоа за оваа 57 епизода. Слушајте ни понатаму во петочно во Германија. Убав викенд и од мене. Јас да додадам само една мисла од Блаже Конески, дека јазикот е нашата единствена целосна татковина. Тоа значи дека не е само средство за комуникација, туку идентитет, култура и припадност. Секој е добро. Прекрасен шлус, прекрасен завршеток на нашата 58 емисија. И со тоа ве поздравуваме. Чус! Секој е добро. Чао!